Почитувани ученици, моето име е Владимир Капушевски и во склоп на оваа видео ќе ве водам во првата лекција од физика за прва година, а тоа е физика, наука и креативност, физиката и другите науки. Сите ние живееме во природата, ја спознаваме неизе и светот во кој живееме. Меѓутоа, од античко време, постепено човекот ги осознавал појавите и процесите што се случуваат околу него. Например, од 6 до 5 милениум пред нашата ера, знал да топи железо, прави легури, изработувал некои видови на оружје и правил своји домови. Од 4 до 3 милениум пред нашата ера, почнува да зборува за филозофија, или тогаш сватена како љубов кон мудроста. Поведувањето на зборот физика прв пат го прави Аристотел од 384 до 322 година пред нашата ера. Филозофијата на античкиот свет се состои од три дела: физика, етика и диалектика. Физиката тогаш за нив представувала знаење за природата и светот воопшто што не обкружува. Етиката е наука за правилата и нормите на однесување во општеството. Диалектиката пак представува умење да се размислува и да се донесуваат правилни судови. Обиди за создавање на една наука во античкиот свет за природата било со многу обширни граници или маргините биле премногу големи. Затоа се појавило потреба таа наука да се подели на посебни подобласти според предметот на изучување и според некои општи признаци. Како тогаш, така и сега. Физиката представува основа на природата, што значи физика. Таа се занимава со изучување на материјата, субстанцијата и полето, субстанцијата која е градена од молекули и атоми, атомите кои што се градени од атомско јадро и електронска обвивка и така натаму. Поделбата на науките денес е во три општи групи. И тоа, во првата група е математиката како посебна наука, во втората се природните наука, тоа е физика, хемија, биологија и географија. Во третата група станува збор за општествени науки, историја, психологија, социологија и некои други науки. Меѓутоа, ние ќе се задржиме овде на природните науки. Физиката ги изучува физичките појави и процеси, движењето на субстанцијата, каде што таа останува непроменета. Хемијата ги изучува хемиските промени или појави при кои настанува квантитативна промена на субстанцијата и е наука за субстанцијата и низината претворба. Биологијата ја изучува флората и фауната на земјата, а пак географијата се занимава со опишувањето на земјата или, како што порано се нарекувала, земјопис. Влијанието на физиката кон другите науки е огромно, затоа што физиката како наука се поставува на ранг дел од современата цивилизација. Физиката е екзактна наука. Се што се наоѓа во физиката е експериментално докажано и потврдено. Физиката е насекаде околу нас. Ја среќаваме од најобичните движења, од нашето движење, телевизијата, медицинската опрема, телефоните, компјутерите, секој електричен уред, секој автомобил во себе содржи физика. Физиката одиграла огромна улога во сите револуционерни откритија. Буквално, од најмалото движење на клетката до огромниот космос, секаде ја среќаваме физиката. Заради огромните граници на изучување, физиката е поделена на посебни подобласти. Тоа се механика, термодинамика, молекуларна физика, електричество, магнетизам, оптика, атомска физика, нуклеарна физика и некои други. Кога зборуваме за физика или за механика во делот од физиката, таа има своји подобласти, тоа динамика, кинематика и статика. Динамиката си ги изучува причините за движење на дадено тело и силите кои што влијаат во меѓу нив. Кинематиката се занимава со изучување на движењата на телата и патот, не водејќи сметка за силите и масата на движење на дадено тело. Статиката пак се занимава со
рамнотежата на силите и причините за стъпување во таа рамнотежа. Термодинамиката ги изучува термодинамичките промени или движењето под дејство на топлина. Молекуларната физика се занимава со изучување на молекуларните атомските системи во различните агрегатни состојби. Електричеството се занимава со електричните појави и процеси, како и со електричното поле. Магнетизмот се занимава со магнетните појави на субстанцијата, како и за магнетното поле. Оптиката има предмет на изучување или ги изучува оптичките појави. Атомската физика се занимава со изучување на атомското јадро и електронската обвивка, но го разгледува атомот како систем, додека пак нуклеарната физика го изучува само атомското јадро и градбените делови на атомското јадро или нуклеусите кои што влегуваат во составот на атомското јадро и некои други. Меѓутоа, како и физиката, така и другите природни науки, не може да се стави некоја ретска граница помеѓу сите науки, затоа се појавиле под области како што се физичката хемија, која што е област помеѓу физиката и хемијата, геофизиката како што е област помеѓу физиката и географијата, биофизиката како што е област помеѓу физиката и биологијата, медицинската физика како што е област помеѓу физиката и медицината и некои други. Ви благодарам за вниманието.